Законот за заемот од Унгарија ќе се најде на пленарна седница следната недела, најверојатно во вторник, пропадна обидите за блокади од социјалдемократите. Собраниската комисија за финансирање и буџет го даде на натамошна постапка предлог законот за заемот половина милијарда евра, кој се носи по скратена постапка. Со седницата председаваше Бојан Стојановски, откако во дадениот рок во деловникот, председателката на комисијата Сања Лукаревска не ја закажа седницата. Пратениците на СДСМ воопшто не се појавија, иако беа мощне гласни дека за овој закон е потребна дебата. Според Стојановски, СДСМ покажале недржавничко однесување, обидувајќи се да спречат закон со кој ќе се обезбедат поволни средства за изградба на нови градинки, училишта, игралишта, улици и други бројни инфраструктурни проекти. Проектот за 250 милиони евра за општините годишно е одобрен од граѓаните на избори, а опозицијската СДСМ во паника и уплав продолжува да работи против интересот на граѓаните како до сега. Покрај бројните забелешки кои што ги истакнаа вчера на пресконференцијата, денеска не смогнаа сили да дојдат на закажаната комисија и да ги кажат пред јавноста и има 0 поднесени амандмани. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски ја обвини опозицијата дека сакаше да ја блокира работата на собранието. Нивните обструкција, и видовте во текот на вчерашниот ден, обиди за да не се отпочне постапката за носење на ова законско решение, предлог закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Унгарската експорт-импорт банка, приватно друштво со ограничена одговорност под договор за заем за буџетско финансирање. Можност која што ретко која има. Заменик министерот за финансии Николче Јанкуловски, кој го презентираше предлог законот, повтори дека станува збор за заем од 500 милиони евра, што ќе се повлече во една транша. Рокот за отплата е 15 години со вклучен грейс период од 3 години. Каматата е фиксна 3,25%, а провизијата за правни услуги е 70.000 евра. Провизијата за неповлечени средства ќе се пресметува на дневна основа на неповлечениот дел од заемот, пресметано датумот на достапност на средствата и ќе се плати првиот работен ден по завршувањето на периодот на достапност. И тука би сакал да ве информирам дека ова не планираме да го плаќаме, бидејќи ќе биде публикувањето на средствата веднаш по објавување на актот. Пратениците од СДСМ не се појавија на седницата, но реагираа преку соопштение дека власта сакала на брзина да го истурка, како што велат скандалозниот и коруптивен закон, договорен во 4 очи, уште во време кога ВМРО ДПМН биле во опозиција. Половина од парите од задолжувањето кај Унгарската експорт-импорт банка ќе завршат директно кај стопанството, а другата половина кај општините кои со нив треба да спроведат капитални и инфраструктурни проекти.